Добар ден. Празниците секогаш се повод за оптимизам и добро расположение. Затоа, во оваа емисија ќе зрачиме само со позитивни приказни. Првата е дека полека започнува повторно производството на автомобили, а прв повлече нога Volkswagen. Според официјалните статистики, увозот на половни возила во Македонија бележи историски пад. Ќе ве потсетиме како започна приказката за караваните во Volvo, марка која е најзаслужна за нивното место во модерните семејства. На тест го имавме Ford Focus Active, со кого направивме убав излет во природа, но вчера беше Меѓународниот ден на трудот, а токму на него во тогашниот Сојуз на социјалистички советски републики пред 50 години започна да работи фабриката во Толјати, која и денеска ги произведува возилата Лада. Во таа чест денешното издание го започнуваме со сторијата за Лада. 1. мај е еден од поредките празници што се обележува низ целата планета, посебно во земјите кои имаат социјалистичко минато како што е Русија. А таму работниците од Толјати имаат причина повеќе за прослава на годинешниот ден на трудот, бидејќи точно пред 50 години од монтажните ленти во фабриката ВАЗ се симна првата Лада. Создавањето на легендата започна неколку години пред тоа, кога политичките челници на Советскиот сојуз донесоа одлука да се започне со производство на национален автомобил. Потрагата по возилото кое би се справило со суровите руски предизвици преку Германија и Франција стигна до Италија, каде Фиат што туку го беше представил моделот 124. Неговата робусна конструкција ја олесни одлуката на Политбирото на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, кое меѓу 54 различни возила го избра токму него на своите плеки да ја понесе моторизацијата на земјата. Но инженерите не беа баш задоволни и на оригиналниот модел извршија околу 800 измени, најмногу за практично подобрување на издржливоста. Од тогаш наваму се е историја која ја испишаа 7 различни модели на автомобилот лансиран под името Жигули. Колку точно се произведени, никој не може да пресмета, бидејќи низ децениите тој излегуваше со бројни модификации и од погоните на повеќе договорни партнери на фабриката дома и во странство. Се знае само дека последниот примерок, базиран на оваа архитектура, беше произведен во Египет во 2014 година. Исто така и дека ден денес околу 30% од автомобилите во Русија го носат амблемот на марката која се извезуваше како Лада. Како што е познато, од нова година кај нас важат нови правила за увоз на возилата. Место поранешните акцизи сега се плаќа посебен данок кој во основа е поголем. Причина за тоа е неговото раслојување, место само според вредноста на возилото, тоа да се даночи и според емисиите на јаглерод диоксид. Како последица на тоа, директно настрада увозот на користени возила, за што сведочи статистиката на Царинската управа. Според неа, во јануари и февруари годинава во Македонија се увезени 1224, односно 1950 користени патнички возила. Во однос на истите месеци лани, тоа значи намалување за 40, односно 30%. Ако пак споредиме со просечниот месечен увоз во 2019-та, ќе добиеме минус од точно 50%. Тоа значи дека целта да се заштити домашниот возен парк од понатамошна токсикација е постигната. Посебно ако се знае дека во 10-годишниот период на важење на старите прописи во Македонија беа увезени дури 314.000 користени возила, што е за околу 2/3 повеќе отколку во 2010-та, кога беа донесени овие прописи. Царинската управа нема објавено податоци за март и април, но секако нивната споредба заради карантинската ситуација во Европа едноставно не би имала смисла.
Откако ситуацијата со пандемијата на коронавирусот започна да се става под контрола, дојде време општеството да се справи со последиците од неа пред се на економски план. Меѓу првите во автомобилската индустрија реагираше Volkswagen, кој се покажа најподготвен и веќе започна да го рестартира производството. Така, со максимално почитување на антивирусните мерки, работниците се вратија во погонот во Цвикау, каде се произведува електричниот ID3. Тие сега работат на безбедно растојание од 1,5 метар, а каде тоа не е можно, одделени се со посебни прегради или носат заштитни маски. Честото миење раце и чистењето на работните места се задолжителни, а забранети се ракувањата и состаноците на повеќе од 5 лица. Капацитетот со кој работи оваа фабрика засега е на ниво од 1/3 и тој постепено се зголемува. Со почитување на локалните прилики, компанијата планира наскоро да го врати производството и во своите погони во Европа и Соединетите Американски држави, а нешто подоцна и во Латинска Америка. Пред својата светска премиера, Hyundai ги објави деталите за новиот i20. Веќе со првиот поглед станува јасно дека корејците решиле да ја свртат плочата и на публиката да им се обратат со еден друг стил. Така, новиот i20 изгледа поагресивно и далеку поатрактивно од својот помалку монотон претходник. Маската напред е масивна и мрежеста и ги поврзува интересните светла, а деталите и всисниците на воздух го нагласуваат спортскиот впечаток. Коментари ќе предизвика и задниот дел со кој дизајнерите се поиграа и му наменија светла со необичен облик споени со црвена LED лента. Димензиите доживеа мали корекции, но поинаквата конструкција овозможи багажникот да порасне за 25 литри на вкупно 350. Подобрена е и практичноста во внатрешноста, која треба да биде доста помодерна и дигитална. За разлика од остриот изглед, моторите му се припитомени, но не и слаби. Основниот 1,2 литарски атмосферски располага со 84, а 3-цилиндричниот 1-литарски турбо со 100 коњски сили. Значајна новост е неговата mild хибрид изведба со 48 волтен електричен систем и 120 коњи, која идеално ќе се вклопи со 7-степената автоматизирана трансмисија со двојна спојка, како и досега Hyundai i20 ќе се произведува во Турција. What the future holds. Waiting for the stars to align. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. После хеджбекот кој требаше да биде представен на откажаниот салон на автомобилите во Женева, Ауди сега не почести и со новата генерација на седан изведбата на A3.
Како што се очекуваше, акцентот и кај овој компактен модел со 4 врати е ставен на дигитализацијата и поврзаноста. Сепак, и останатото не е занемарено. Така што сега под елегантната каросерија на новиот Audi A3 седан се кријат нови погонски групи и рафинирано ослонување кои обезбедуваат динамично возење. Изгледот на надворешноста на A3 личи како да е редизајн на сегашниот модел, барем однапред. Таму доминира големата шестоаголна сакеста маска, обрабена со впечатливите светла, кои во попремените верзии се со Matrix LED технологија. Трапезоидните отвори за воздух, сместени во ќошињата на браникот, визуелно го прошируваат изгледот на овој седан, давајќи му ја потребната доза пасивна динамичност. Погледот на силуетата ја одава вистината дека се работи за сосема нов модел. Мускулесто обликуваните површини нагласени создаваат интензивна игра на светлото и сенките и го дистанцираат од останатите седани на марката. Линијата на каросеријата над праговите се подигнува кон задните светла, истакнувајќи ја така опашката која сега се чини малку пократка. Оставајќи благ впечаток како кај купе моделите, задното стакло се спушта повеќе закосено кон багажникот кој завршува со впечатлив интегриран спойлер. Корист од сето ова имаше и аеродинамиката на возилото, чиј коефициент на отпорот на воздухот е намален на респектабилни 0,25. Погледот во внатрешноста веднаш открива дека новиот Audi A3 седан е направен да му се допадне на возачот. Целосно дигитализираниот кокпит се карактеризира со кон него свртениот централен екран, кој е поголем и интуитивен за користење. Голема новост е тоа што стандардно вклучува можност за препознавање ракопис и гласовни команди. Инструмент таблата нуди 3 различни приказни, кои кај спортскиот режим имаат графика со посебно динамичен изглед. Опционално сето ова може да се пренесе и на head-up дисплејот кој концептуално го дополнува видното поле на возачот. Активната поврзаност на возилото и мобилните телефони на 6 различни возачи овозможува тие далечински да го отклучат возилото и пред да седнат во него да си ги подесат седиштата, ретровизорите и климатизацијата како им одговара. Кога при крајот на летото ќе се појави на пазарот, Audi A3 седан се на се ќе биде достапен со само 2 мотора. Иако е поставен на истата платформа како и новиот Golf, засега за A3 седан нема ниту збор за вистински хибридни варијанти, посебно не за оние со плагин можности. Место тоа, од Audi истакнуваат дека ослонувањето му е поспортски подесено, како и дека централниот динамички систем му обезбедува побрза и попрецизна управливост. Цената на основната верзија на A3 седан во Германија ќе изнесува 27.700 евра. Ниту еден производител на автомобили не така јасно се поврзува со караванските модели како Volvo. Се започна сосема случајно на почетокот на 50-тите години од минатиот век, кога на депото пред фабриката се насобраа непродадени шасии од моделот PV445. За да се ослободат од нив, менеджментот на Volvo издаде налог на развојното оделение да се изнајде начин како тие да се искористат за некој друг модел. Нивното инволвирање резултираше со сенаменско возило конструирано да биде еднакво соодветно преку неделата за превоз на стока, а за викенд за излет со семејството. Така настана моделот Duet, чие име јасно сугерираше на неговата практична намина да биде 2 автомобила во едно. Популарноста на PV445 му беше толку голема што продолжи да се произведува цели 7 години откако беше представен неговиот наследник моделот Амазон.
Со тоа тој стана виртуелна легенда чии основни вредности и ден денеска и ваквите модели на Volvo се запазуваат. Со својот европски стајлинг и изобилство практичност, нив ги надгради серијата 140, која представуваше значаен чекор во развојот и ги постави темелите за идните генерации шведски модели што следеа во наредните децении. Еден од нив беше коцкастиот дизајн кој имаше важна улога во креирањето на имиџот на автомобилите на Volvo како безбедни и долготрајни. Тој дополнително беше зацементиран со појавувањето на серијата 240, која со своите карактеристики постави сосема нови стандарди во автомобилскиот свет. Таа воедно го промовираше Volvo како водечки производител на каравани во светот, за што заслуга имаше силниот настап на американскиот пазар. За време на својот 19 годишен век беа произведени скоро 2,9 милиони примероци од неа, добар дел во караванска изведба. Таков беше и последниот што ги напушти монтажните ленти, отстапувајќи му го своето пазарно место на моделот 850. Тој заедно со поголемата серија 760, која претходно произлезе од незината 6-цилиндрична верзија, само продолжи повеќе трансираниот пат кон успехот. Затоа придонесе и пристапот на инженерскиот тим на швеѓаните, кој прво ја разви неговата караванска верзија, а потоа од неа го изведе препознатливиот седан. Типичниот каравански Volvo профил со вертикално исечен заден дел успеа да ги освои тркачките патеки, покажувајќи дека практичноста не мора секогаш да се жртвува пред другите барања што купувачите ги имаат од ваквите возила. Следеше период на промени кога Volvo, воведувајќи ја новата номенклатура, ги направи своите каравани попривлечни за око. Моделот V70 како наследникот на се успешниот 850, уште пред почетокот на новиот милениум ја промовира ознаката XC, која сега ја носат сите спортско корисни возила на шведската марка. Под притисок на пазарните трендови, тие го запреа таложењето на богатото наследство на Volvo во караванскиот сегмент. Сепак, и покрај тоа, остана фактот дека скоро 1/3 од сите возила произведени од основањето на компанијата во 1927 година до сега се во караванска изведба. Соочен со проблемите кои му се таложат, Jaguar Land Rover реши да започне со провоцирање на пазарот и представи две хибридни изданија на своите теренци за кои не можеме да го пронајдеме вистинскиот збор за нивното опишување. Причини зошто мислиме дека има неколку и сите се базираат на погонскиот склоп на новите модели, за кои засега не се знае кога точно ќе се појават на пазарот. Но затоа се знае дека со мала меѓусебна разлика ќе чинат околу 45.000 фунти и дека уште сега можат да се нарачаат. Одлуката за хибридни верзии се однесува на технички многу сличните Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Ним британските инженери им наменија плагин хибриден погон кој им овозможува често електрична автономија од нешто повеќе од 60 на километри. За полнење на батериите им се потребни меѓу 30 минути и скоро 7 часа во зависност од полнечот што се користи. Но ако досега сето кажано беше онака како што се очекуваше, погледот на техниката просто кажано фрапира. Имено, за погонот на овие своји два теренци, Jaguar Land Rover се одлучи за мотор кој е базиран на Ingenium семејството, но има 3 цилиндри и запатнина од само 1,5 литри. Според нив, тој засилен со хибридниот додаток испорачува солидни 309 коњски сили, доволни за забрзување до 100 км на час за околу 6,5 секунди.
Британците сметаат дека мудроста во конструирањето на овој погонски склоп лежи во електромоторот интегриран во задната оска, додека бензинецот е задолжен за задвижување на предните тркала. За подобрување на ефикасноста е впрегнат и системот за навигација, за што треба да посведочи и емисијата на јаглерод диоксид од 32 до 36 грама на километар. Литиум-ионската батерија од 15 киловат-часа е сместена под задните седишта, а само на струја и двата модела може да постигнат максимални 135 км на час. Возачот може да бира помеѓу 3 режими на возење кои најдобро одговараат на патувањето, без разлика дали тоа е на асфалт или надвор од него. Целата технологија иновативно е дополнета со посебен претворач на истонасочна струја, за да може таа да ја поддржува 12-волтната инсталација на возилата. Плюс на се споменува и дека тие имаат нов brake-by-wire систем за сопирање кој ги заменува традиционалните вакуумски сервосопирачки и незабележително ја регенерира енергијата што при тоа се губи во неповрат. На крај се додава и дека заради вградените компоненти тежиштето на двата теренци е спуштено за 6%, со што дополнително се подобрува нивната динамика при возење. За се да биде како треба се грижи нов 8-степен автоматски менувач развиен да одговара на нивниот хибриден карактер. Се враќаме назад во Македонија. Денеска го тестираме Ford Focus Active. Но, на самиот почеток да расчистиме што е тоа Ford Focus Active. Како и што сами гледате, врз основа на актуелниот Focus направени се неколку измени. Имаме покривни носачи, поголемо растојание од тлото за 4 см. И сега, дали ова спортско корисно возило, дали е кросовер, но сигурно не е теренец и сигурно не е класичен хеджбек. Покривните шини или носачи даваат офроудерски печаток на целата каросерија. Но, пред да влеземе во внатрешноста да видиме што нуди гепекот на Focus Active. И тој е идентичен како и гепекот на Focus хеджбек. Значи има доволно простор да се сместат потрепштини на тројца или четворица патници. А кога сме кај тројца или четворица патници, ме интересира колку простор имаат оние што би седеле на задната клупа. Се сместив на задната клупа и не можам да не бидам задоволен, бидејќи имам простор во сите правци. Имам простор за колената, растојанието од главата до покривот ми е токму онакво како што треба, можам удобно да се сместам на моето седиште. За тројца на задната клупа заборавете дека има простор. И имам една мала забелешка за длабочината на седалката која ви наложува на подолги релации повеќе да се подпирате на стопалата. Но тоа е за долги и маратонски патувања. Кога веќе ќе се сместите на возачкото седиште на Ford Focus Active, јасно ви е дека нема никакви разлики во однос на хеджбек или седан варијантата. Focus Active е модел кој има кросоверски амбиции, барем во изгледот, па би требало и во внатрешноста да има такви некои цитати, но за жал нив ги нема. Кога сме кај интериерот, не сме да пропуштиме да кажеме дека е функционален. Во наслонот на рацете имате повеќе простор за одложување на дребули, а добро е решението во централниот гребен, каде што може да го подесувате размакот помеѓу предметите кои би ги оставиле. Едно од подобрите остварувања
се 5 модуси на возење, кои ви овозможуваат еколошки, потоа нормален мод на возење, спортски, возење на лизгава површина и возење на замрзната површина. Но тоа ќе го видиме како функционира во возењето. Големиот дисплеј е одличен, но за жал отсуствува навигацијата. Во своето актив издание Ford Focus е интересно остварување. Пред се, не се разликува воопшто од класичниот Focus кога станува збор за интериерното уредување. И тука доаѓаат најголемите критики по ова прашање. Бидејќи овој модел треба да биде малку по SUV-овски ориентиран, треба и да има такви решенија во внатрешноста. Овој автомобил е конструиран да се вози на лош пат, а не да се вози вон пат. Што се однесува до возните својства, Ford секогаш имал што да каже за своите модели. Јас го употребувам спорт модот, но не можам да почувствувам некоја круцијална разлика во возењето и во перформансите во однос на нормалниот мод на возење. Но сепак, ако нешто Ford добро прави, тоа е подвозието. Кое е можеби најдобро во светот на возилата со погон на предните тркала. Едноставно се чувствувате сигурно и удобно зад управувачот без оглед дали сте на прав пат или на пат исполнет со свиоци. Едноставно неговото однесување, неговите манири се за секоја пофалба. Иако во однос на стандардната изведба Focus Active е повисок за 4 см, тоа не се забележува во свиоците. Едноставно многу добро прилепува на патот, но еве и дозволува малку да се занесе, но лесно се стабилизира без поголеми потешкоти. Па тука е убавината на возењето на Focus, особено ако го донесете на некој пат исполнет со свиоци. Тоа е вистинско задоволство. Ке беше поголемо задоволство доколку моторот беше нешто посилен. Испод хаубата имам 1,5 литарски турбобензинец со 150 конски сили, но тој е 3-цилиндерски и ја има онаа карактеристична нота за 3-цилиндерските бензински мотори потпомогнати со турбо. А тоа е дека на почеток како да нема сила, но одеднаш се случува експлозија и одеднаш имате одлично забрзување. Но сепак оној типичен звук за 3-цилиндрашите надвладува. Неговите возни својства се многу добро избалансирани со 6-степениот мануелен менувач. Доколку имате живци побрзо да работите со менувачот и да менувате на помали вртежи, тогаш и економичноста може да достигне зачудувачки граници. Можете да забележите просек од ниски 6,8 литри. Но јас припаѓам во групата на оние други возачи, на возачите кои сакаат да извадат максимум од механичките склопови. Тоа кај Ford не е проблем, бидејќи можете одлично да ги цедите и моторот и менувачот. Па затоа мојата просечна потрошувачка беше 8,7 литри, што и не е некој параметар за пофалба, но далеко е од параметар за срамење. И на крај, што да се каже за Ford Focus Active?
Тој не е спортско корисно возило, не е ниту кросовер, но не е ниту класичен хеджбек. Ова е возило кое ви овозможува една малку поинаква слика за возењето. Малку сте на повисоко седење, имате добри возни перформанси и карактеристики, но и цената е повисока од онаа на класичниот Ford Focus. Таа е 26.000 евра, што и не е толку ефтино, бидејќи веќе навлегува во сегментот на спортско корисните возила. Тука Ford ги има многу. Има EcoSport, има Puma, која сега е најновото спортско корисно возило на синиот овал, но не смее да го заборавиме ни, ајде да кажеме, веќе ветеранот Ford Kuga, која исто може да се набави во ценовна рамка од 26.000 евра. Но тоа е убавината на пазарот. Има за сечи вкус и за сечи джеб. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање и до следната средба за 7 дена. Се најдобро.